Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, а ова е новото издание на емисијата Студентски парламент. Оно што ќе биде денес емитувано во емисијата практично е снимен разговор, што го водевме со кадар на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, со наставници, но исто така и со студенти, пред нивното заминување во Падерборн, во Германија, каде што се одржува веќе интензивна програма за модел на Обединетите нации, но ова е само кратка најава, а она што ќе следи понатаму ќе имате можност да дознаете повеќе за каков настан се работи. Бидете заедно со нас на 90,8 МГц. Сакав да кажам, се да ти кажам јас, колку се лажам, дека те надминав и потешко дишам, кога се немаме. Знај за секогаш ќе те сакам јас и кога светот ќе остане нем, за секогаш ќе те сакам јас. Ако разбереш, разбери се. Не сум рекла не, кога сме срекни, малку сме суетни и бараме уште, стануваме далечни и потешко дишам, кога се немаме. Знај за секогаш ќе те сакам јас и кога светот ќе остане нем, јас за секогаш ќе те сакам, знам. Ако разбереш, разбери се. Не сум рекла не, не сум рекла не. Знај за секогаш ќе те сакам јас и кога светот ќе остане нем, јас за секогаш ќе те сакам, знам. Ако разбереш, разбери се. Не сум рекла не, не сум рекла не, не. Почитувани гости во денешното издание на емисијата Студентски парламент, професор доктор Рената Петровска-Нечковска, академски координатор на Колорс на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Колорс веќе претпоставувам сите веќе знаат за што се работи, Европска универзитетска алијанса Колорс. Потоа магистер Елена Шалевска, лекторка на Педагошкиот факултет во Битола, и магистер Марија Стојановска, асистентка на Педагошкиот факултет во Битола. Ќе ви посакам на сите добар ден и еве драго ни е што издвоивте време да бидете гости во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола пред вашето заминување во Падерборн. На почеток ќе проговориме со професор доктор Рената Петровска-Нечковска за она што ќе се случува од 2 до 9 јуни во Падерборн, во Германија,
Тоа е интензивна програма за модел на Обединетите нации. Како Колорс се најде во ова приказна и како УКЛО се најде во сето ова? Така, многу интересен аспект на сета ова приказна, го спомнуваме Колорс, Европската универзитетска алијанса, и тоа на УКЛО му овозможи да биде дел од сите збиднувања на трансверзалата на 9 партнери со нашите екосистеми на соработници од најразлични профили, од граѓанството, бизнисот, невладините организации, државните институции и така натаму, меѓутоа во сите држави. И плюс додадено, сите работи што се случуваат на европско ниво. И така, на тоа вкрстување на патишта, на соработка, се случува Blended Intensive програма. Тоа е специфичен модалитет на Erasmus програмата, на Erasmus Plus програмата, покрај стандардните мобилности на студенти и кадри за студирање, семестар, година или пракса, и за кај кадрите за известни обуки или предавања. Во случајов, ова е некоја нова варијанта која што постои 2-3 години и еве за прв пат ние се наоѓаме како коорганизатори, како УКЛО, повторно благодарение на таа испреплетена мрежа која што ја започнавме во Колорс. И всушност домакинот, Универзитетот во Падерборн, не покани од веќе пола година да го дизајнираме и коорганизираме овој програм, бидејќи тој има виртуелна компонента, како што се пропозициите на Erasmus Plus програмата за Blended Intensive програми, и компонента во живо. И всушност тоа патување во Падерборн ќе биде баш таа компонента во живо на задоволство на сите вклучени. И сега она што е важно да го посочиме е токму тоа преклопување, бидејќи во Колорс, Европската универзитетска алијанса Колорс, потребно е да се активираат на сите начини и студентите и кадрите и соработките од најразлични профили. И еден од модалитетите е овој, бидејќи не секогаш, значи, грантовите, стипендиите кои што ги добија студентите од прв, втори, трет циклус на нашиот универзитет што ќе патуваат во Падерборн се Erasmus Plus стипендии. А исто така секогаш практицираме да ги доискористиме фондовите од Erasmus програмата за кадри, така што покрај редовното распределување минимално секогаш имаме по една позиција по секоја единица за Erasmus Plus за кадри, секогаш на крајот остануваат некои средства кои што еве ќе ги доискористиме целисходно, бидејќи пак во организацијата се работеше интензивно, можеби пола година. Од моја страна преку Алијансата Колорс за да се случи овој Blended Intensive програм, а од страна на професор доктор Виолета Јанушева со студентите на сите аспекти на јазичната подготовка, јазичните центри и сето она што го правеа во соработка со домакините и во виртуелните компоненти, а и кога ќе одиме таму, значи кадрите ќе бидат во некоја своја улога на советници, ментори и така натаму. И така ќе заокружиме целата слика. Добро, сега како што разбрав, значи се работи за проектот Erasmus Plus програмата, овој пат под капата на Колорс. И благодарение на нашето учество, мислам на УКЛО, членувањето во Европската универзитетска алијанса Колорс, ние сме присутни во Падерборн на ова интензивна програма за модел на Обединетите нации. Рековте, имаше дел виртуелен кој што веќе помина, значи учесниците виртуелно беа присутни и работе, а сега тоа физичко присуство веќе од 2 до 9 јуни годинава. Што всушност значи тоа модел на Обединетите нации? Ги представувате Обединетите нации, тоа ќе биде некое генерално собрание? Баш така, колешките ќе кажат повеќе за деталите, бидејќи тие се вклучени и беа, а некои се и со искуство во вакви конференции. Значи, во суштина, моделот на Обединетите нации ги симулира конференциите на Обединетите нации. Секој делегат, всушност, дури и формалното облекување е дел од приказната и мора да постои. Презентира една од 193 нации или институции како делегат и се дебатира во дипломатски стил, и на тој начин се практицираат и се градат бројни вештини, се разбира глобалната политика, промените, управувањето со промените, нови културни перспективи
и сите комитети што се во Обединетите нации се симулирани и на крај се разбира се заокружуваат сите дискусии со тоа што ова модел на Обединетите нации Падерборн, Универзитетот во Падерборн го практицира од 2004 година, значи веќе 19-20 години. Имаат искуство. Имаат искуство и за прв пат го отвораат и тие под Колорс, значи радоста е на сите страни, бидејќи за прв пат станува меѓу надвор од Германија, значи го отвораат за партнери од цела Европа, во кои сме и ние. И како што спомнавме, значи од Колорс всушност други партнери покрај УКЛО се Јан Длугош универзитетот, Леман и Ферара и УКЛО си го кажавме, а настрана од Колорс, бидејќи секако соработките се прошируваат, Силесијен универзитетот и универзитетот од Мостар. Со тоа што сите праќаат студенти и кадри, сите на различни начини. Еразмус плюс стипендиите се главното правило, бидејќи во Колорс нема фондови за сите овие бројни настани на тој начин да бидат покриени, а еден универзитет од Полска ни кажа дека студентите и кадрите ќе ги пратат со автобус за да го имаат целото доживување и на патувањето и на заедничката дружба пред настанот, така што се обидуваат да ги целокупно холистички да го доживеат и вмрежувањето и работата и симулациите во моделот на Обединетите нации. Колкава ќе биде екипата која што ќе патува од Битола во Падерборн? Кој мислам, нели, на представниците од Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Така, значи започнавме со нашите УКЛО Колорс студенти. Тоа се студенти кои што веќе сите што се пријавија и што сакаат да работат на и прекрасно соработуваме на најразлични потреби и активности во рамките на активностите на Колорс и нормално тие ја имаат први шансата да го испробаат сето ова. Започнавме со 10 студенти кои започнаа и следеа виртуелни компоненти. Сега поради некои неможности, тројца нема да патуваат, туку би оделе 7 студенти од прв, втори, трет циклус и јас и професорката Јанушева како организатори. Така што а студентите секој со своите потреби, бидејќи тоа се Еразмус мобилности, значи имаат можност да добијат дополнителни ЕКТС кредити од 3 до 6 ЕКТС. Секако на докторандите им значи мобилноста во странство, па тие ќе добијат потврда и за реализирана таква мобилност, каде што и истражувачкиот аспект може да им биде запазен. Тие се неколку најважни работи што ги кажавме, покрај она што како и сите партнери воочивме дека Еразмус стипендиите се, особено за студентите, може би покриваат се, може би недоволно, па така нашите УКЛО Колорс студенти во изминативе месеци многу вредно работеа за да можат и оние делови кои што се предвидени од УКЛО од Колорс за студентите на доместоци известни по студентска тарифа би рекле, а сепак со врвен професионален квалитет изработени, да си заработат и нешто што таму ќе им се најде, бидејќи сепак трошоците и цените се секако повисоки, па особено во поразвиените држави. Така да се обидуваме сето тоа да го запазиме и се надеваме дека ќе биде на задоволство на сите. А за тоа што таму ќе се случува, ќе поразговараме со останатите наши гостинки, но пред тоа музичка пауза. Sede ovaj ja
И еве го продолжуваме разговорот, поточно сега гостини се магистер Елена Шалевска, лекторка на Педагошкиот факултет Битола и исто така магистер Марија Стојановска, асистентка на Педагошкиот факултет Битола, и вие обете патувате во Падерборн од 2 до 9 јуни. Веќе кажав дека разговорот го снимаме пред вашето заминување, значи емисијата кога ќе се емитува, вие веќе ќе бидете таму. Но еве да ги запознаеме слушателите со она што се случува во меѓувреме, нели? Веќе кажав дека на интензивна програма за модел на Обединетите нации предходеше виртуелниот дел пред вашето физичко присуство таму, па еве кажете ни нешто повеќе за тоа. Од кога започнаа тие виртуелни средби, што се работеше, со кого работевте? Ете, да ги запознаеме слушателите. Елена? Здраво и од мене. Она што е важно да се каже за виртуелната компонента е дека имавме повеќе работилници кои се одржаа на платформата Zoom. Работилниците ги водеше кадар од Универзитетот од Падерборн, а на нив учествуваа сите учесници на Model United Nations. За време на овие виртуелни работилници имавме прилика да се запознаеме со правилата на Model United Nations, што ќе се дебатира, како ќе се одвиваат овие дискусии таму на денот на собранието или на денот на оваа симулација на состанок на Обединетите нации. Но исто така имавме и одлична прилика да се запознаеме со нашите колеги од различните универзитети кои ќе бидат учесници. Оно што е интересно да се забележи е дека цело време се внимава на таа друштвена компонента, дури во самата програма вклучени се активности со кои можат студентите да се запознаат и да научат нешто еден од друг, што според мене е многу важно, бидејќи настрана од дебатната практика, практиката на истражување на различни држави, различни ставови по однос на прашањата кои ќе ги дискутираме, важно е да има една така наречена културна размена помеѓу студентите. Сите ние доаѓаме од различни универзитети, од различни држави, каде што се разбира има различни студентски практики и сметам дека ова е многу важно и сум навистина многу среќна што во програмата гледам и некои такви активности каде се фокусираме на запознавање на местото, на самиот Падерборн, на универзитетот, но и на запознавање едни со други, што беше случај и со виртуелната компонента. Марија, Елена кажува дека додека траат тие виртуелни средби, се запознававте или бевте информирани за тоа што ќе се дискутира на тој модел на Обединетите нации, кои прашања ќе бидат засегнати, па еве што се ќе има таму. Здраво и од мене. Значи, виртуелните компоненти започнаа уште на 18 април. Во организација беа 4 работилници, значи 4 виртуелни средби, во кои што прво се запознаваме со студентите, а потоа ни се определува што се ќе се работи, односно ни се посочува што се ќе се работи таму. Секој учесник во конференцијата која ќе трае од 5 до 8 јуни во Падерборн ќе представува една држава. Значи се определуваат држави на секој учесник во конференцијата и тој треба да направи едно кратко истражување за таа држава и да ги каже ставовите кои се застапени во таа држава на одредена тема. Годинава темите се нормално актуелни, вештачката интелигенција и зачувување на културните вредности на државите. Значи тие едното е GA, другото е под УНЕСКО, значи секој учесник си има определено за што ќе зборува таму. Освен ставовите што треба да се кажат, значи има, го спомна и професорката Рената, делот за облекување, значи имаме дрес код, точно, како треба да бидеме облечени на тие 4 дена додека трае конференцијата. И мислам дека се многу важни виртуелните компоненти, затоа што учесници како јас, например, кои немаат искуство до сега со интензив програм, да знаат отприлика што ги очекува и што треба да направат пред да заминат во Падерборн. Значи секој учесник ќе представува одредена држава, веќе знаете која држава. Марија, ти ќе видиш? Да, јас ќе представам Холандија. Елена? Шпанија. Што значи дека во изминатиот период моравте да истражите малку повеќе за Шпанија, за Холандија, да видите и да ги представите најдобро што ќе умеете. Македонија, знаете кој ќе представува таму? Не, немаме таква информација до сега. Една од колешките бараше дали можеме ние од Македонија еден учесник да ја представува Македонија, но тоа не беше дозволено, значи мора од друга држава да не представуваат нас, но не знам кој е кандидат ќе биде. Добро, тоа е можеби подобро затоа што на овој начин ги запознавате и се запознавате со државите, со другите култури, со другите народи, нели, со другите јазици, еве да речам. Елена, Шпанија. Ајде сега малку што си истражувала.
Јас ќе дискутирам како делегат на Шпанија на сесијата на УНЕСКО, односно на делот за зачувување на културното наследство. Може да се каже дека Шпанија е навистина богата со културно наследство и интересно е да се истражи и да се види што се Шпанија може да понуди, бидејќи навистина, како што кажав, историјата е исклучително богата. Сесиите на УНЕСКО се во основа навистина интересни, бидејќи културното наследство е нели едно нешто кое сите се трудиме да го зачуваме и ние во нашата држава со Охрид. И секогаш е интересно да се развива, да се види како ќе се развива дискусијата, што ќе се кажува и на што конкретно ќе се фокусира сесијата таму. Од моето претходно искуство на Model United Nations можам да кажам дека навистина се работи за една интересна средба, еден интересен состанок каде се среќавате со делегати, тоест студенти од различни држави кои навистина се подготвиле. Се развива многу интересна дебата на едно високо политичко ниво, се кројат алијанси, се создаваат предлог закони, се гласа за тие предлог закони, се бараат сојузници, се гледа кој може да застане на ваша страна, кој ја поддржува вашата држава, се лобира, се групира и така натаму, така да е навистина едно многу интересно искуство и од политички аспект, но и од аспект да се види како успешно да се бранат боите или ставовите на една држава која не е вашата и ставовите со кои можеби лично не се согласувате. Можеби да кажеме еве во делот на вештачка интелигенција во General Assembly оваа година, можеби ви лично мислите дека вештачката интелигенција ќе не замени сите и сите ќе останеме без работа, но државата која представувате смета дека вештачката интелигенција е само една добра алатка која може да ни помогне и тоа е едно одлично искуство за учење, бидејќи е важно да се согледа секогаш и другата страна и сметам дека Model United Nations дава една одлична можност за тоа, не само за дебатирање и истражување, туку и за отворање на умот, на идеите и согледување на различните перспективи по однос на некои вакви важни прашања денес. Марија, ти истражуваше за Холандија, во која сесија ќе видиш? Да, за разлика од мојата колешка која е во делот за УНЕСКО, јас сум во GA, односно General Assembly, и тука ќе зборувам за вештачката интелигенција, значи на актуелната тема денес моментално во Холандија, значи составовите на холанѓаните во однос на вештачката интелигенција. Од досегашното мое истражување што го имам направено, можам да кажам дека помладата генерација веќе добро е запозната со овој поим за вештачката интелигенција и веќе ги користат и ChatGPT, сите останати алатки, но по старата генерација од статистички податоци што ги пронајдов, можам да кажам дека 70% од по старата генерација нема слушнат, односно можеби ја користи вештачката интелигенција, но не знае што е тоа и не се свесни за важноста и за актуелноста која има таа денес. Да, подарени мислење околу вештачката интелигенција во секој случај. Во однос на возраста сега овде, помладите веќе се, како што кажа, добро запознати, но по старите треба повеќе информации и повеќе и да прочитаат, не се свесни што представува таа вештачка интелигенција. Мораше да истражуваш и за самата Холандија, нели културата нивна, затоа што, како да речеме, она што културата, традицијата им го носи, поврзано е со и актуелните ситуации, актуелните состојби. Можеби вештачката интелигенција е повеќе прифатена во поразвиените земји, затоа што и понапред се, да речем, во развојот на технологијата, за разлика од оние другите. Најде на такви податоци нешто? Податоци на статистички има за секоја држава посебно како е развиена вештачка интелигенција, па можам да кажам дека моментално во Холандија не е толку развиена за разлика од другите европски земји. Да, истражувавме и други податоци, правевме дури на виртуелните компоненти логоа за што е специфично за таа држава, издвојувавме некои, например за Холандија се лалињата, велосипедите, да, значи некои така специфики кои ги карактеризира таа држава, но повеќе се задржувавме на истражувањето, односно на тоа што не интересира нас, не интересираат сега ставовите во Холандија во однос на вештачката интелигенција. Во секој случај интересен настан ќе биде одржувањето на овој модел на Обединетите нации. Елена каже дека има и претходно искуство и го пофале и каже што се таму ќе се случува. Останува да одберете добра гардероба, дрес-кодот да го запасите за да биде се целосно, но има уште една компонента врзана за ова што сакаме да ја споменеме, но за тоа по музичката пауза. Почитувани слушатели, останете заедно со нас на 90,8 МГц. Рече ке ме сакаш, дур си жив,
si živ. Reče ke me čuvaš во svoj film od tugi dopiri. Zašto ne tako? Kaži mi, zašto ne tako? Srce otvori, dojdi mi ti, duša odmori, voloj mi, pusti prikazi, ke pomine se za noć ili dve. Srce otvori, dojdi mi ti, dojdi mi ti. Nikoj ne te saka kako jaz. Ovaj život slika Sevo nas Sakam da te vikam Moj odzom Sakam da te čuvam Cela noć Srce otvori, dojdi mi ti, duša odmori, voloj mi, pusti prikazi, ke pomine se za noć ili dve. Srce otvori, dojdi mi ti, dojdi mi ti. Nikoj kako jaz, Znaš li Srce otvori, dojdi mi ti, duša odmori, voloj mi, pusti prikazi, ke pomine se za noć ili dve. Niko ne te saka tebe, kako ja što sakam tebe. Niko ne te saka tebe, kako ja što sakam tebe. Сега сме веќе во делот на емисијата Студентски парламент, со кој треба да го заокружиме денешното издание на емисијата. Професорке Петровска-Нечковска, рековме дека одењето во Падерборн овој пат под капата на Колорс, бидејќи проектот кој што таму се реализира модел на Обединетите нации е токму под капата на Колорс, а УКЛО како партнер годинава на овој настан. Но има и други настани кои што тука се реализираат, не само ние како членка, мислам, тука ние кога ќе речем, мислам на УКЛО, како членка на Европската универзитетска алијанса, туку и останатите, започнати се различни активности, секој на својата единица, секој на својот универзитет, како стоиме ние УКЛО во однос на активностите во рамките на алијансата. Така, во рамките на Алијансата сме 9 партнери и сите пробуваме прво да ги воочиме сличностите, разликите, слични проблеми, слични предизвици и заедно некако се порамнуваме на најразлични начини, веќе со воспоставување на телата и на статут и сите аспекти на организацијско ниво,
за да може да заедно да напредуваме. И сега како се позиционира УКЛО? Ние имаме широк тим кој што опфаќа представници во организацијскиот тим, представници од сите единици и нема зидови, бидејќи уште пошироко кадарот на УКЛО веќе започнува со најразлични своји предлози и идеи кои ги интегрираме во соработка со организацијскиот тим, во поширока соработка со екосистемот на соработници во државата и во такви комбинации, значи мешавина на дисциплини, профили, улоги, се случуваат многу активности. Традиционалните ги задржавме, ги ставивме под името на Алијансата, бидејќи така можеме и ги промовираме на нашите веб страница, социјални медиуми. Особено Алијансата може да се следи на LinkedIn, професионалната мрежа, каде што веќе вистински и точно се позиционираат и ефектите од дисеминацијата на тие работи и атрактивноста на што и да се случува, за да може да има учесници, партиципанти, бидејќи се што се случува во Алијансата го понудуваме хибридно. Така што сите тие можности ги користиме и ги посочуваме дека може и за секој до граѓаните, до сите заинтересирани, до студентите и кадрите да следат и да учествуваат. Можам да кажам дека и во сите наши средби во рамки на Алијансата веќе УКЛО се позиционира дури и одлично. Ако се следат активностите по бројка, по волумен, по број на стейкхолдери, ги има и тоа баш добро оформени, а ќе ги има и уште повеќе. Така што Алијансата е исто така заинтересирана, сите членови, еве последно се одржа состанок на работната група 5, токму во Битола. Значи сите представници од сите партнери дојдоа тука и 3 дена се работеше на темата на еднаквост, диверзитет и инклузија, токму од тука, токму од Македонија, и тоа беше нешто што кулминираше со нов модалитет во рамките на Алијансата, ги нарекуваме колаб, значи долготрајна, почеток на долготрајна соработка на УКЛО, конкретно во тој колаб, значи во таа колабораторија на кокреација, ќе учествува Францускиот универзитет Леман и шведскиот Кристијанстад и понатаму, ако сакаат, се прошируваат и други партнери и сите наши чинители во областа на инклузијата, како основни средни училишта, така и државни центри, ресурсни центри и заводи кои работат на тоа, а тоа тело на соработка и тој универзитет на соработка ќе го прошируваме. И како што е во Македонија, така ќе продолжи Шведска и Франција. Сакам да кажам дека не само што сме дораснати и се мериме рамо до рамо со европските партнери, туку во нешто и предњачиме. Да. Добро, веројатно препознавајќи ја подготвеноста на кадарот и студентите на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, барат и помош за одредени работи или им доверуваат задачи кои знаат дека ќе ги завршат. Ете, токму и за ова што сега ќе се случува во Падерборн, токму на нашите представници им беа дадени одредени задачи кои ги сработија, предпоставувам, на задоволство на сите. Елена? Па да, освен конкретните задачи поврзани со модел Обединети нации, во изминатите месеци работевме и на други активности во рамките на Colors Алијансата. Една активност која ќе изведам во контекст на она што претходно го кажавме во контекст на вештачката интелигенција, се едни кратки видеа со кои се обидовме да ги запознаеме другите студенти од другите универзитети во Алијансата со идиомите на нашиот јазик. Нели знаете, секој јазик има своји идиоми кои тешко или невозможно е да се преведат буквално, како сумувата на капата или село гори баба се чешла. И за да ги представиме овие наши идиоми сликовито, ни помогна многу вештачката интелигенција и тоа е еден начин на кој се снајдовме и на кој вештачката интелигенција ни ја олесни работата. Го користевме моделот DALL-E во рамки на ChatGPT 4 и со помош на ChatGPT 4, тоест екстензијата DALL-E, генериравме виртуелна
слика за тоа како би изгледало како една баба се чешла, дури селото околу неа гори. Сметам дека е многу интересно да се проследи видеото и да се види, се разбира ќе биде достапно, бидејќи во него се вклучени и идиоми од јазиците на другите заедници во нашата држава, не само од македонскиот јазик, и навистина се радувам што еве во рамките на Колорс успеавме да имаме една ваква активност, се разбира покрај другите активности како студентското собрание, некои други работилници, обуки кои се одржуваат во рамки на Алијансата и со кадар и со наши алумни, луѓе кои порано биле дел од универзитетот, значи се работи постојано на различни активности и јас еве и како дел од кадарот, но и во двојна улога како студент на трет цикл студии, можам да кажам дека навистина е интересно да се биде дел од активностите на Алијанс и се надевам дека како што ќе расти Алијансата и како што ќе растат соработките, ќе расте и бројот на студенти кои ќе сакаат да ни се придружат. Вие ќе бидете представници на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола во Падерборн, ќе треба да однесете и некој рекламен материјал, предпоставувам, што подобро од студентскиот магазин Nuclo Colors. Марија, ти беше онаа која што го промовира на некој начин студентскиот магазин Colors, Nuclo Colors пред присутните по повод одбележувањето на 45 годишнината од основањето на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, двојазично списание. Еве, накратко само да ги подсетиме нашите слушатели. Да, значи списанието беше прекрасно. Да речем да се пофалиме самите себе за тоа изработка. Тука имаше настани од почетокот на годината, да речеме, од кога веќе Укло стана дел од Алијансата Колорс. Издвоивме така некои од позначајните настани за тоа списание, затоа што не можевме да напишеме се, но сепак другите настани ќе бидат застапени нормално во понатамошните броеви на списанието. Сега интересно се каже што едве чекам да се случат овие случувања во Падерборн за во следниот број на списанието веќе да ги вметнеме и да ги запознаеме и студентите кои што не се дел од Колорс да се мотивираат за да се приклучат понатаму во ова алијанса и да имаат нормално дружби, понатаму да учествуваат, да ја соработуваат и да ги покажат своите способности. Професорке, Nuclo Colors ќе биде сигурно присутно и во Падерборн. Не знам дали на другите универзитети сте слушнале, имат нешто вакво подготвено или? Во смисла Blended Intensive програма или во смисла на студентското списание? Студентското списание. Ние сме први. И кога ни дојде групата од цела Алијанса, им поделивме, бидејќи имавме лимитиран број на примероци, значи она вика колекторс айтем ова би било и драго им беше. Прававме го испромовиравме и преку нашите соработници во медиумите и следно ќе го испромовираме до сите студенти на Алијансата за да можат да го прочитаат, па веруваме дека ќе бидат инспирирани и тие нешто да прават на овој пат. Меѓутоа, Укло на вистина го влече потенцијалот од сите, кадрите, студентите, соработниците и им помага да го извлечат, да го покажат најдоброто. Show your true colors, your true beautiful colors. Значи да ги покажат своите најубави бои, како што кажа и нашите соработнички тука, секој во својот домен, а и заедно. И верувам дека еве кога ќе се вратиме, значи за попатувањето ги испечатив двострано сите можни протоколи за Обединетите нации, така да верувам по аеродроми ќе се преслушуваме со студентите, бидејќи има многу што треба да се совлада за да може таму да се примени и во дискусиите и во дебатите. Сега сосема за крај, затоа што ќе мораме да привршуваме емисијата. Студентите Елена, Марија и останатите кои што ќе бидат таму, нели ќе учествуваат на тоа генерално собрание, ќе работат по сесии. Вие со професорката Јанушева ќе бидете вклучени каде? Ние сме вклучени во, значи, како обсервери, кои што ќе им даваат фидбек на студентите. Сега, како што гледав во програмата, нешто има на дневна основа, а нешто сумарно на крајот. Така да тој е аспектот, бидејќи досега во сите виртуелните компоненти и сето тоа, веќе во организацијата на материјали и на реализацијата на нештата бевме вклучени, така да сега уште во ова финалното, а се заокружува со повторно со виртуелна средба и финализација после ова како краен продукт.
Веќе кажавме дека разговорот го снимаме пред заминувањето ваше во Падерборн, а таму средбите ќе бидат од 2 до 9 јуни, па еве да речам дека со нетрпение ќе очекуваме да се вратите назад и да ги споделите искуствата од вашето учество на овие средби. Кажавте дека ќе има освен работен дел и доста неформално дружење со сите останати кои што ќе бидат присутни таму, па навистина мислам дека прекрасно ќе си поминете и ќе се вратите со одлични искуства кои ќе ги пренесете, па ќе ги заинтересирате и останатите да учествуваат во сите активности кои што се организирани под капата на Европската универзитетска алијанса Колорс, и тоа благодарение на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Посакувам уште еднаш, еве да речем, достојно да не представите таму. Ви благодарам за разговорот и за учеството во програмата на УКЛУ ФМ Битола. Благодариме, поздрав до сите. Баш би било штета да не си до мене, а баш би сакал да си тука секој ден. Ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Кога сонце заоѓа и морето се бранува, ти си поубава од сон меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме и скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, кажи. Зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши ме како стакло. Љуби ме, само ти знаеш како. Гушни ме јако, јако. Толку во денешното издание на емисијата Студентски парламент. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, а ја уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Универзитетското радио, магистер Сонја Тантарова Груевска. Останете на 90,8 МГц. Твоите очи лемори, воденски череши се. Дај ми ги на мене, јас када ги изедам.
Укло ФМ, Битола, јуни 2024 година. Вие сте на 90,8 МГц. Слушате Укло ФМ, Битола.